Културата од Германија никако да стигне до Штип. Иако надлежните секојдневно ја вршат својата должност, сепак до следниот ден повторно ќе се сретне смет на улиците. Граѓаните велат дека целото нешто произлегува од домашната култура, потоа од цивилизацијата и од едукацијата. Согласни се тие дека во Германија културата се почитува, бидејќи има цивилизација, додека овде желбата за истата е речиси слаба. Па се фрлат, не да фрлат. Култура, никаква култура нема. Ни за фрлање, ни за паркирање, за ништо нема. Култура е оваа наша машното воспитување, точно. Кантата стое, а он фрла до кантата. Немаш објаснување како можам да бидам сега еден човек, утре да бидам друг човек. Сега ситуацијата е многу критична од многу причини. Домашното, најглавното домашно воспитување, тоа што и младите родители што се и тие не се воспитани, па потомците нивни уште повеќе. Немаат култура, нема култура. Само на него му е вака да го фрли по задоволство му причинува. Тоа е, значи, не култура и не мисле дека утре ќе му треба тоа. Ама ние сме лоша култура, никаква. Фрлат секаде. Се, немаме култура. На ниско ниво неа, зашо не знам. Нема синко, Германија ко фрлат, казнат ги, а тука не ги казнуват. Одила сам ја у Германија, децата ми се таму, не смеат ништо да пуштат на пато. Тука дека ти падне фрлаш. Па ние не сме воспитани народу, фрламе. Невоспитан народ. Анкетираните делумно истакнаа дека во останатите држави не е вака, има ред и дисциплина. Но друг дел пак децидни дека кога пак тие се враќаат го прават истото како и останатите лица овде. Истиот народ, друго е тука, друго е таму. Се е то до законите, до не. Бил сум у Германија, знаеш колку? Имам, да, емтен. Построго ли? Па не е строго, али знаат си ги, не знам, правилата, знаат дека може да ги казнат, ако фрлаш ѓубри и такво. А тука не те казнуват, не те надуват и... Да ја мие. Да, уопште, само може со џогер. Не смее доле да и тече на улицата вода. Таму кај се испочитуват, тука дојдат, издуват се. И се фрлат кај што ќе и текне. А дома така не прават. Огромни казни за се. За малку да ни дојде, малку да ни дојде. Она што понатаму останува е тоа колкава е свесноста за да се чува природата чиста и здрава. Со оглед фактот дека во останатите земји културата е на прво ниво, овде според граѓаните е потребно најпрво домашно воспитување, како и повеќе едукација.